Повеќето луѓе во енергетскиот сектор на изворите на нефосилна енергија гледаат како на дополнителен, а не алтернативен извор. Ричард Джонс е заменик извршен директор на Меѓународната агенција за енергија. Модерните технологии на обновлива енергија растат и имаат најбрза стапка на пораст, но нивниот удел во целосната потрошувачка денес е толку мал, што дури до 2030 тие ќе имаат удел од само 2%. Остин, главниот град на сојузната држава Тексас, е едно место каде обновливата енергија има многу поголем удел. 1/10 од електричната енергија на градот се добива од турбините во западниот дел на Тексас. Роџер Данкан е генерален менаџер на енергетската компанија Остин Енерджи. Планираме до 2030 да добиваме 30% енергија од обновливи извори. Субвенциите што ги дава американската влада за обновливи извори на енергија се многу повисоки од оние за нафта, гас и јаглен. Економистот за енергетски прашања Кен Медлок од Институтот Бейкер наведува дека јавноста треба да биде свесна дека развојот на алтернативна енергија преку владините програми не е бесплатен процес. Таквиот процес чини. Ако премногу барате обновливи извори на енергија, тоа ќе чини повеќе и на крајот цената ќе треба да ја платат даночните обврзници. Во следната деценија на транзиција, Медлок смета дека САД најверојатно ќе се потпрат на природниот газ, што согорува за 50% почисто од јагленот, но дека наглиот напредок на ефикасноста од соларната енергија може да ја намали таа временска рамка.